Добар ден и добре дојдовте во пресконференцијата, во пресцентарот на Цивил, каде што ќе дадеме неколку извештаи, неколку делови од извештаите, обемните извештаи на мониторингот на Цивил, долгорочниот мониторинг на Цивил. Ќе упатиме неколку пораки и ќе известиме како Цивил ќе се вклучи во изборниот мониторинг в среда на 24 април, кога се одржуваат председателските избори во нашата земја. Пред се, Цивил Центар за слобода спроведува сеопфатен долгорочен изборен мониторинг на председателските и на парламентарните избори. Посебно внимание во мониторингот се посветува на дезинформациите, говорот на омразата и странското малигно влијание, како и на политичкото финансирање, работата на медиумите и социјалните мрежи и на целокупната слика за законитоста на процесот, на изборниот процес. Цивил ќе спроведе мониторинг на председателските избори на 24 април со 51 акредитиран наблюдувач. Сите наблюдувачи на Цивил, како и секогаш, така и сега, ќе бидат мобилни, односно посетуваат поголем број избирачки места, но она што е важно да се истакне е дека нашите наблюдувачи, како и секогаш, спроведуваат мониторинг на поширокиот регион каде што се распоредени. Тоа што е важно исто така да се знае за нашите наблюдувачи е дека тие се постојано во комуникација со прес-центарот овде, меѓутоа и со граѓанките и граѓаните, и ги прибираат тие информации од теренот, така што на некој начин, освен тие акредитирани мобилни наблюдувачи, всушност сите поддржувачи, членови и граѓанки и граѓани кои му имаат доверба на Цивил, учествуваат во тој мониторинг на некој начин. За тоа потоа. Изборниот молк, имаме две-три поенти тука. Изборната кампања за председателските избори, како што е познато, завршува на 22 април, денеска на полноќ, со што започнува изборниот молк, кој завршува на 24 април, среда во 19 часот, со затворање на сите избирачки места. Цивил ќе го следи спроведувањето на изборниот молк и навремено ќе известува јавноста за евентуалното кршење на изборниот законник во контекст на обврската за молк. Во секој случај треба да се нагласи дека ќе биде тешко да се следи овој процес, особено во контекстот даден во оваа година, во овој изборен процес, како и да е од искуство со мониторингот на пореднешните изборни процеси, можеме да повториме дека во минатите изборни процеси Цивил констатираше дека изборниот молк како да не постои, но сепак, за да бидеме позитивни, ние ја изразуваме нашата надеж дека барем оваа година ќе бидеме позитивно изненадени, пријатно изненадени. Понатаму, што се однесува до мониторингот, важно е да соопштиме дека Цивил веќе овие денови, веќе и на предходната пресконференција, констатира дека политичката кампања во изборен контекст е започната уште кон средината на 2023 година. Една од главните одлики на политичката кампања во изминатиот период се дезинформациите, говорот на омразата и антизападните наративи, кои дел од политичките ентитети во земјата ги користат како главно пропагандно орудие за постигнување предност пред политичките ривали. Мониторингот на Цивил секојдневно бележи најмалку по 100 случаи на говор на омраза на социјалните мрежи кои се насочени против кандидатите за председател, односно председателка, како и кон нивните симпатизери. Важно е да се истакне дека политичката сцена во земјата е целосно зафатена со националистичка пропаганда. Во тој контекст се бележи голем број случаи на говор на омраза по етничка основа, а често и изрази и пораки кои спаѓаат во
кривичното дело ширење етничка, верска и расна омраза. Како реагираат на институциите на тоа, мислам дека е повеќе од познато, не мора да го коментираме посебно. И во медиумите, како и во јавните настапи на политичките ентитети се бележи тон на остра дискредитација против политичките противници, а неретко и националистички пораки и наративи. Како и во социјалните мрежи, така значи и во медиумите, а и во јавните настапи на политичките ентитети или барем дел од политичките ентитети. Националистичките наративи не секогаш се отворени и директни, туку се зацкриени, некогаш се зацкриени зад обвинувања кои навидум се однесуваат или се упатуваат на кон поединци или политички партии за некои нивни политики, практики, одлуки или однесување, но контекстот е изразито националистички. Само еден дел од тие примери е заложбата за, цитирам, македонска Македонија. Од анализата на мониторинг тимот на Цивил може да се заклучи дека постојат повеќе трол фабрики кои ревносно коментираат на социјалните мрежи во ист или сличен тон или стил во исто време од различни профили на социјалните мрежи. Се забележува дека интернет троловите не ги читаат текстовите, односно не ги гледаат видеопораките што се споделуваат на социјалните мрежи, туку автоматски коментираат користејќи неколку клучни зборови, како што се предавници, платеници, слуги на Западот и така натаму. Додека пак заканите се однесуваат на Народниот суд, стрелање, бесење и така натаму и така натаму. Тоа дека не ги читаат текстовите или не ги гледаат видеата, може многу лесно да се заклучи заради времето во кое коментираат. Едноставно невозможно е да изгледате видео кое трае 1 минута, а да коментирате веќе на првата или втората секунда од постирање на видеото на социјалните мрежи или пак некогаш дури еден подолг наслов не може да се прочита толку брзо, а веќе го гледаме коментарот на нашите топ фанови кои се појавуваат и на нашите социјални профили редовно, би рекол повеќе од редовно. Оваа ситуација може да се забележи и на профилите на Цивил, како што кажав, каде што се архивираат, односно регистрираат во просек по 25 коментари дневно. Бројот е толку мал заради тоа што немаме толку време, нашиот тим нема толку време да обрне посебно внимание на тоа што се коментира на нашите социјални профили. Меѓутоа 25 и не е така мала бројка, особено ако се земе предвид дека тоа се оние коментари кои најмногу се истакнуваат со експлицитен говор на омраза или со закани по животот на поединци во организацијата или пак закани кон целата организација. Нели, без оглед на тоа што повеќе пати се пријавени заканите во МВР, одделението за сајбер криминал нема видлива реакција. Освен кон политичките ентитети, Цивил регистрира говор на омраза и закани насочени и кон интелектуалци, новинари и активисти. Денеска бележиме директна закана по безбедноста и на една новинарка која напиша текст на тема од светот, неповрзана со нашата земја, меѓутоа таа доби закана по нејзината безбедност, односно животот. Овој притисок кон новинарите, граѓанските организации и јавните интелектуалци мора да престане. Цивил бара од одговорните институции да преземат законски чекори, да го сопрат овој дискурс во јавната комуникација и има потенцијал сериозно да ги загрози демократските процеси, а воедно да го загрози и животот на луѓето во професиите што помагаат во развојот на демократските стандарди, особено во време на избори. Што се однесува до руското влијание, можеме да кажеме дека мониторинг тимот на Цивил
бележи и пропагандни наративи за кои може многу лесно да се утврди дека се пласираат од странски центри за малигно влијание, во прв ред Москва, но и неколку прокси центри и канали за ширење на руската пропаганда во регионот. На домашен план се бележи дека голем дел од македонските медиуми со леснотија и без трошка критичност ги пренесуваат овие наративи кои може да имаат сериозно влијание врз изборниот процес. Во ширењето, односно застапувањето на руските наративи, се бележат неколку политички ентитети, некои прикриено, а некои сосема отворено, а во оваа кампања се вклучуваат и дел од граѓанските организации. Во последно време се бележи и тенденцијата да се негира било какво постоење на руската пропаганда во земјата, што е дел од кампањата. Да одиме малку со поведри теми во рамките на нашата работа како организација која е вклучена во изборниот процес на различни начини, почнувајќи од мониторингот и известувањето, завршувајќи со граѓанската едукација и промоцијата на правото на глас. Ти одлучуваш, гласај е називот на иницијативата на Цивил за промоција на правото на глас и граѓанското учество во демократските процеси. Со неа Цивил јасно дава до знаење дека граѓанките и граѓаните имаат фундаментално и неотуѓиво право на глас, да гласаат слободно и по собствена волја. Стотици илјади луѓе во земјата ги видоа пораките на интелектуалци, уметници и јавни личности кои се приклучија на нашата иницијатива. Воедно Цивил ја лансира и веб страницата vote.civil.org.mk на која може да се прочитаат сите неопходни информации што се потребни за навигација на граѓанките и граѓаните низ изборниот процес. Исто така, на веб страницата има и една за нашето поднебје нова алатка, наречена план за гласање, за да им помогне на гласачите да одвојат малку од своето време и да учествуваат во овој исклучително важен демократски процес. Да се вратиме на мониторингот, наблюдувачите на Цивил ќе известуваат за потенцијални нерегуларности на денот на гласањето во 13 категории, меѓу кои се и категориите насилство, закани, притисоци, говор на омраза, корупција, купување гласови, лажни вести и медиумски манипулации, злоупотреба на службената положба и јавните ресурси, злоупотреба на полицијата, злоупотреба на деца и малолетници во политичка кампања и така натаму до 13 категории. Се разбира, има и една категорија, не категорија, таа се вика друго, така што можеме уште еднаш да го повториме ставот и поканата до сите заинтересирани да ни помогнат во мониторингот, а тоа е се што мислат, се што чувствуваат дека не е исправно, нека ни се јават, нека ни напишат порака и нека ни достават информација за тоа што тие мислат дека не е вред со изборниот процес, со процедурите, со процесот на гласање. Во таа смисла би сакале да им заблагодариме на сите граѓанки и граѓани за огромната доверба и поддршката во овој период. Соработката и пораките се интензивни и редовни, изобилуваат со изрази на поддршка, но и со информации од теренот. Со оглед на малиот број наблюдувачи кои се вклучени во мониторингот на Цивил оваа година, оваа помош е повеќе од драгоцена. Со цел да се олесни комуникацијата и процесот на пријавување на потенцијални изборни нерегуларности, Цивил денеска ќе го стави на располагање и онлайн формуларот на веб страницата slobodniizbori.info или zjedjetalira.info или pik.info. Да продолжам до крај со информациите. Прес-центарот на Цивил да го објасниме како ќе функционира на денот на гласањето 24 април.
Прес-центарот на Цивил ќе почне со работа во 6 часот и 30 минути наутро и ќе биде отворен најмалку 18 часа, како и секогаш. Тие што не следат знаат дека тука ние сме постојано онлайн, постојано сме будни и постојано работиме на тоа да го приближиме изборниот процес до јавноста онаков каков што се одвива. Ќе има 4 пресконференции, но и повеќе вонредни јавувања во живо, доколку има потреба се разбира, а секако ќе бидеме отворени за медиумите во секое време во текот на денот и неколку часа по затворањето на избирачките места. Од искуство тоа знае да биде 1, 2, некојаш и 3 часот после полноќ по затворањето на избирачките места. Од ова место би сакал да ги повикаме граѓанките и граѓаните да ги пријават сите случаи на заплашување, дезинформации и манипулации, односно било каков обид да бидат спречени да го исполнат своето основно човеково право, правото на глас. Само еден мал пример, вчера имавме уште една обука со нашите наблюдувачи и овој пример често се споменува, може да се случи на денот на гласањето да во непосредна близина на избирачкото место да има еден или повеќе луѓе кои може да се обидат да ве убедат дека гласањето е одложено за наредната недела и да се обидат да ве спречат на тој начин да гласате. Бидете уверени, гласањето на вистина ќе се случи на 24 април во 7 часот наутро се отвораат избирачките места и во 19 часот се затвораат. И тоа е тоа. Би сакале да истакнеме дека Цивил го негува принципот на нулта толеранција за изборните нерегуларности. Изборите се за граѓанките и граѓаните, а не за политичките партии или кандидатите. Сите заедно му служиме на јавниот интерес, а не на центрите на моќта. Ви посакуваме мирни, демократски, слободни и фер избори. Јас би сакал да истакнам дека во тимот на Цивил работат деноноќно, посветено, честно и безкомпромисно една мала група на луѓе, би рекол релативно мала група на луѓе, и соработници, соработнички соработници, аналитичари во поширокиот круг на организацијата и на редакцијата Цивил Медија, кои не штедат ни своето време, ни од сонот, ни од своето здравје, дури би рекол, и исто така се изложуваат на безбедносни ризици поради присуството и вниманието кое врз нас го имаат дел од радикалните групи во земјата. И би сакал да им оддадам наискрено признание и огромна благодарност, особено затоа што во изборниот мониторинг влегуваме практично волонтерски во сиот овој период и се обидуваме да му помогнеме на демократскиот процес, тој навистина да остане демократски и да имаме уште еден изборен процес кој ќе можеме да го пофалиме барем во општи црти дека ќе биде демократски, слободен, фер и законит процес. Уште еднаш им благодарам на сите цивилки и цивили и се гордеам што сум цивил. Благодарам.